Одгледувач на кикирики, поморски офицер, граѓански активист, Џими Картер стана 39-тиот председател на САД. Неговото председателствување во еден мандат често беше турбулентно. The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America. По неговото време на функцијата следуваа 4 децении филантропија и дипломатија, најдолгата постпредседателска кариера во историјата на САД. Джеймс Ерл Картер е роден 1924 година во Плейнс, Џорџија, град со околу 600 жители во тоа време, во дом без струја или внатрешен водовод. Дипломирал на Американската поморска академија, студирал инженерство и служел на една од првите американски нуклеарни подморници како поручник. По смртта на неговиот татко, Ерл, во 1953 година, Картер ја напушти војната кариера и се врати да раководи со она што стана просперитетен бизнис за одгледување кикирики. Потоа освои место во Сенатот на државата Џорџија, а потоа и мандат како гувернер во 1970 година пред да се насочи кон Белата куќа. Jimmy who? Jimmy who? Jimmy Carter. I don't know who he is. Малку луѓе надвор од Џорџија го познаваа Картер, кога ја објави својата кандидатура за номинација на Демократската партија за председател во 1976. Jimmy Carter is running for what? And what was about this? Негов републикански противник беше актуелниот председател Џералд Форд, човекот која презеде функцијата од Ричард Никсон за време на скандалот Вотергејт. Во средината на студената војна, една дебатна размена со Форд стана надворешно политичка фокусна точка на кампањата во 1976. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. And I would like to see Mr. Ford convince the Polish Americans and the Czech Americans and the Hungarian Americans in this country that those countries don't live under the domination and supervision of the Soviet Union behind the Iron Curtain. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Картер што туку го победи Форд за да ја освои председателската функција. We will be ever vigilant and never vulnerable. And we will fight our wars against poverty, ignorance and injustice. На домашен план, зголемувањето на цените на бензинот го засени голем дел од председателствувањето на Картер. Критичарите ја обвинија неговата политика за поттикнување инфлација и за фрустрација. Картер имаше одреден успех во надворешната политика. Тој го посредуваше историскиот мировен договор со Кемп Дејвид меѓу египетскиот председател Анвар Садат и израелскиот премиер Менахем Бегин. Тој го стави намалувањето на нуклеарното оружје во главен фокус. Разговорите со советскиот лидер Леонид Брежњев беа комплицирани поради критиките на американскиот председател за состојбата со човековите права на Кремљ. Но во 1979 година Картер и Брежњев го потпишаа договорот за ограничување на стратешко оружје, согласувајќи се да го ограничат нивото на нуклеарно оружје. 6 месеци подоцна, кога советските трупи го нападнаа Авганистан, односите со Москва станаа поладни. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Последната година од неговиот мандат ги донесе неговите најцрни денови. Во ноември 1979 ирански милитантни студенти упаднаа во амбасадата на САД во Техеран и земаа 52 американци како заложници. Напаѓачите побараа враќање на поранешниот ирански шах на судење, откако му беше дозволено да влизе во САД на лекување од рак. Како што неделите се претвараа во месеци, 2 американски воени авиони се судрија на земја во оддалечената иранска пустина за време на неуспешната мисија за спасување на заложниците. There was no fighting, there was no combat. But to my deep regret, 8 of the crewmen of the 2 aircraft which collided were killed, and several other Americans were hurt in the accident. Дебаклот во Иран и лошата економија ја попречија кандидатурата на Картер за втор мандат. Тој беше поразен од републиканскиот гувернер на Калифорнија Роналд Реган. Само неколку минути откако Реган положи заклетва како председател во јануари 1981, Иран ги ослободи американските заложници откако ги држеше 444 дена.
Картер се врати во својот дом во рурална Џорџија, но не се повлече од светската сцена. Формираше серија граѓански иницијативи. Со неговата сопруга Розалин тој го основа Картер центарот во 1982 за да се стреми кон мир, да ги заштити човековите права и да се бори против болестите ширум светот. Картер исто така беше активен во добротворната организација Хабитат за да им помогне на сиромашните луѓе да изградат своји домови. Во 2002 година Картер ја доби Нобеловата награда за мир за неговата долгогодишна работа во дипломатијата и во промовирањето на социјалната правда. We can choose to alleviate suffering. We can choose to work together for peace. We can make these changes. And we must. Thank you.